Нема да растат функционерските плати. Пратеничката група на владеачката ВМРО-ДПМН поднесе закони во собранието со кои ќе се намалат коефициентите на сложеност врз основа на што се пресметуваат платите, што автоматски ќе значи дека нема да има ново покачување од уште околу 400 евра на примањата на премиерот, судиите, членовите на судски совет, советот на јавни обвинители, пратениците и градоначалниците. Или функционерите воопшто нема да добијат покачување на плата во 2025-та, што ќе се случи уште со јануарската плата. Наспроти ова пак владата ќе стори се за до година да има покачување на платите на сите останати вработени во Македонија. Ќе растат сите плати во државата, ќе растат платите на сите вработени, а нема да растат платите на функционерите. Тоа го кажавме и тоа го правиме. Правиме измена на законското решение со кое што нема да има покачување на функционерските плати. И ова измена на законот ќе биде пред пратениците наскоро, така што ќе се бориме да сите вработени во државата добијат повисоки плати и ќе работиме на тоа, но нема да тоа право го имаат функционерите. Енормното покачување на платите на функционерите од дури 78% се случи откако Уставен го укина замрзнувањето на коефициентите. Тогашната власт се правдаше дека таков бил законот и не можат да одат против Уставот. СДСМ дури пред крајот на мандатот се обиде да купи поени со тоа што поднесе предлог за намалување на коефициентите. Инаку според законот кој што е во собраниска процедура, највисокиот коефициент 3,92 се намалува на 3,17. 3,22 ќе биде редуциран на 2,85. Понатаму коефициентот 2,96 ќе биде заменет со 2,62, а најнискиот коефициент од 2,79 ќе биде намален на 2,47. Инаку според закон платите на избраните именувани лица се пресметуваат на начин што основицата за пресметување се множи со утврдениот коефициент, при што за основица се зема просечната исплатена месечна плата по вработен во државата за претходната година според податоците од Државниот завод за статистика.